Голем пожар бесне во Градско. Пренасочени се ер-тракторите од Китка. Помага и полициски хеликоптер. Министерства, општини, јавни предпријатија и државни фирми должат 693 милиони евра. На оваа тема истражуваше Весна Дамчевска. Финансиски податоци за достасани, а неплатени фактури од страна на јавниот сектор, заклучно со јуни, откриваат загрижувачка слика за фискалната дисциплина во земјава. Овој огромен износ на долгови не само што ги парализира основните функции на институциите, туку директно го загрозува опстанокот на приватните компании што работат со државата, создавајќи синџир на неизвестност во целата економија. Тендер на психијатријата во Бардовци заврши во фирма на братучедот на директорот. Темата е на Мирослава Симоновска. Фирма, чиј вистински сопственик е братучет на директорот на психијатриската болница во Бардовци, доби тендер токму во оваа болница да ги одржува софтверските системи и да обезбеди обновени лиценци, меѓу другото и за 300 мејл сандачиња. Слободен печат го разгледа договорот и забележавме дека, за разлика од другите договори што ги склучува болницата за други набавки, во конкретниот случај, директорот Иса Авдулај не фигурира како потписник на истиот. Туку потписничка во име на болницата е Елисија Салахи, која во 2022 година била избрана на јавен оглас на позицијата помлад соработник за јавни набавки во психијатриската болница во Бардовци. Се затвораат 26 училишта со мал број ученици. Министерката за образование и наука Весна Јаневска соопшти дека годинава досега се запишани околу 14.500 првачиња. Советот на општина Пехчево гласаше против изградбата на дата центар во градот. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека Македонија силно го поддржува американскиот претседател Доналд Трамп и неговата администрација. Сака и да го угости американскиот претседател, при што се надева дека ќе најде термин во распоредот за да ја посети нашата земја. Регион. Страшна несреќа во Србија. Кола удри во мајка и две деца на тротоар. Едното дете почина. Несреќата се случила синоќа во Краљево. Македонски државјанин е уапсен во Србија, се обидел да подкупи полицајци. Властите во Србија вчера уапсиле 43 годишен државјанин на Македонија, кој е осомничен дека им понудил мито на полицајци за да не му напишат казна за брзо возење. Јахта изгоре и потона во Далмација. Сите 6 лица од бродот биле евакуирани навреме и никој не е повреден. Најмалку 35.000 луѓе починаа поради топлотните бранови во Европа. Црни рекорди се соборени низ целиот континент. Повеќе од 25.000 смртни случаи поврзани со екстремни температури се регистрирани само во Германија, Франција и Шпанија, додека пак експертите предупредуваат дека конечниот број ќе биде значително поголем кога ќе се обработат податоците за август. Нападите на украинските вооружени сили врз рафинериите предизвикаа нова криза со горивото во Русија. Според наводите на новинската агенција Reuters, погодени се најмалку 30 региони. Сегашната криза особено силно ги погодува Москва и московскиот регион. Еврокомесарката за проширување Марта Кос најави нови правила за проширување на Европската унија. Не смееме да пуштаме тројански коњи. Според Кос, Европската унија се соочува со нов момент од Хелсинки, алудирајќи на собирот на европските лидери во финската престолнина, која го отвори патот за големото проширување по студената војна, кога во Унијата се приклучија 10 нови земји. Страшно торнадо во Франција повреди над 40 луѓе, уништи стотици куќи. Една се урна врз бремена жена. Француските власти прогласија портокалово предупредување. Во Франција просечно годишно се регистрираат неколку десетици торнада. Трет дрон со експлозиви беше пронајден кај аеродромот во Лајпциг. Мерц вели ќе платат за ова.
Властите се сомневаат дека во обидот за напад на аеродромот во почетокот на август биле користени повеќе дронови отколку што се знаеше досега. Аеродромот се смета за важен центар за транспортот на војна помош за Украина во војната против Русија. Крвав напад во Хаити. Вооружена банда уби најмалку 47 луѓе. САД нудат до 10 милиони долари за информации за 5 ирански команданти. Иран и Пакистан постигнале значителен напредок во разговорите за крај на војната. Песните создадени од вештачка интелигенција се забранети на музичките топ-листи во Австралија. Почина човекот познат како момчето волк од Шпанија, Маркос Родригес Пантоха. Како дете 12 години живеел во дивина без контакт со луѓе. Пантоха е познат како шпанското момче волк. Неговиот живот бил обележан со сиромаштија, глад и малтретирање. Неговиот татко едва е можел да го прехрани семејството, додека маќејата сурово се однесувала кон него. Кога имал 6 години, татко му го продал на козар. Толку од мене. Ви благодарам на довербата. Многу повеќе вести ќе најдете на slobodnpečat.mak. Се читаме.